Се извинуваме за малото доцнење поради технички проблеми, но и синоќа доцна во ноќта до рано изутрина го следевме апсењето на Доналд Џ. Трамп, председателот на Соединетите Американски држави, сега веќе поранешен председател. Ивица, се случи еден преседан во американската историја. Тежок преседан кој што 250 години не се случил. Вчера не знам дали треба да го потребуваме дека бил уапсен, повеќе дека бил приведен. Да, приведен и однесен пред судот во Менхетен. Да. Во Менхетен и она вчера е без преседан. До сега во 250 години, малце помалку, американска историја, никогаш не се случило ниту актуелен, ниту поранешен председател да биде обвинет и приведен. Ова е настан без преседан за Америка. Многу интересно. Вчера ги следев Ивица паралелно. Добро. Ги имам дома двете. Ги следев нели оние што се као да ги наречам престолнината медиумска на републиканците Fox News и престолнината на демократите CNN. Добро, не може толку категорично да ги наречеме, ма добро, еве. Но тоа се. Значи, да, помалку или повеќе. Она што беше најинтересно боцевски е тоа дека доцна во ноќта видовме две Америки. Видовме на едната страна целосна поддршка за Доналд Трамп, дури од оние сенатори, конгресмени и така натаму кои порано беа Never Трампери, условно кажано. Никогаш Трамп, тоа беше као движењето. Да, дури од нив. Видовме поддршка од голем дел од судскиот систем, од обвинителите од другите места, кои објаснуваа како овие 34 дела кои му се товарат него, имаат едно основно дело кое е климаво. А тоа е, не знам дали знаеш на што се заснува овој случај. Не битно е само да објасниме, затоа што од наш аспект не се познаваат тие работи. Во Америка обвинители се бираат на избори. Да. И најчесто имаат партиска позадина. Односно зад нив застанува едната или другата партија. Така што тоа е една специфика на американскиот систем. Значи мора да се каже дека тоа значи дека во известна смисла е политизиран, меѓутоа исто така таа политизација возможува врска со бирачите. Алвин Брак, обвинителот кој го терети Доналд Трамп, инаку и самиот претходно си има откажано од овие фелонис, од овие дела, но обвинување, да. Обвинени. Во неговата канцеларија од председателскиот кабинет е назначен еден човек, му го заборав името вчера гледав, кој веројатно стои позади се ова и оние муабети на Трамп и на републиканците. Не, значи тоа, види, се тоа е дневен шум кој што е интересен за американците, ним се случува во нивна земја и така натаму. За нас во остатокот на светот интересни се долгорочните последици. Сега кога зборуваме за долгорочните последици, Доналд Трамп ќе биде председател на Америка. Значи, му се зголемија шансите затоа што тој ова изгледа како неправда. Изгледа како неправда кон него, затоа што и на сите им е јасно, да. Инаку пази. Друго, види. Се сеќаваш дека да им објаснуваме на слушателите кој е основното дело после кој му се ставаат на товар сите. Не знам дали се сеќавате кога имаше Доналд Трамп оној скандал за неговите такс returns, за неговите извештаи за данок. Даночна пријава на македонски. Даночна пријава. Да. Отиде тоа пред обвинително, видео дека нема дело, го напуштија, и сега овој, затоа што не може тоа дело повторно да го возобнови со даноците, одново Алвин Брак прави обвинение кое дури според оние експерти кои ги гледав на CNN, кои се од демократска превиненција, доцна ноќеска што ги гледав околу 2 до 2 сад беа цврсто против Трамп, но потоа им се свестија и тие дека овде нешто не е во ред. На CNN гледав една искусна правничка, некоја од нивниот правен систем таму, вели истото тоа дело сега му го стават дека со тоа што не направил правилни пријави, тој гласачите ги ставил во незнаење
и со тоа влијал на изборите. Така што многу е климаво дело ово што му Не, го они, става. колку што знам, го винуваат за погрешно водење на документацијата на неговиот бизнис, тоа е. Ништо повеќе. И со тоа, ама види, затоа што пропадна тоа. Да, ма Сега му не е викаат- пропадна, тоа е. Тоа е Не, дело. не, тој случај пропадна. Но е поврзан со ова, тоа. Сега, овој случај, знаеш што е, дека со тоа што он така ги водел, Добро, ма, како да гласачите кажам? ги довел во заблуда. Лјупчо, за оваа работа, еве кога кажам, прво не сум правник, второ, ниту еден правник од Македонија врска нема ова да ви го објасни. Може да наслути нешто околу тоа, затоа што цел живот се учи правен систем на една земја, за да се има експертиза од таа работа. Американскиот правен систем е планета за себе. Не само тоа, туку еве на пример тоа што е едно е федерално дело, едно е дело во сојузна држава, друго е дело на ниво на област, така што во конкретниот случај како што гледаме ова е од никој како би дошло од локално ниво, меѓутоа се обидува да му докаже дека има еден сојузно кривично дело на федерално ниво. Во секој случај, замислете наслов за некоја земја која што не ја познавате многу. Еве да речеме Салвадор. Дека е уопсен нејзиниот поранешен председател. Уопсен поранешниот председател на Салвадор, кој што беше водечки опозицијски кандидат да биде следен председател. Како ќе реагира? Еве, што ќе помислите за таа земја? Потека е... Да. Што ќе помислите за таа земја? Разликата е во тоа што... Нема разлика. Не, има една мала разлика, тоа е дека Доналд Трамп вчера на вистина излезе. Значи, еве сега една разлика од Македонија. У Македонија, дури кога го апсеа Никола Груевски, се сеќаваш како беше тоа. Па не го апсеа. Да, добро. Зоран Заев, еве, како лидер на опозиција, која му даде Бранко помилување, беше во притвор. Не беше лидер на опозиција тогаш. Лидер на опозиција беше Радмил Шекерински. На Струмица, да, се сеќавам Да. право си, но имаше, тој излезе вчера со својот веднаш отиде у Мерил-Лаго во Флорида, каде што има свој меншен, како да кажам, свој огромен имот. Тој има таму И голф терени, мислам дека има. да, тој е еден како комплекс, Да. хотелски комплекс и со голф терен и така натаму, каде што тој има и приватна резиденција. Тоа е тоа. И таму одржа Доналд Трамп своевиден митинг. Имаше навистина многу одржувачи пред кои се обрати, пред кои го објасни овој случај и кажа дека всушност ова е начин да се спречи тој да стане председател на Соединетите Американски држави. Повторно во негов стил му постапи на Џо Бајден и му кажа дека да, за тоа кога му влегува рација која му праве, да, ја си имам право да поседувам од мое време класифицирани документи како председател. Тој кај Бајден го најдува? Да, ама проблемот е што кај Бајден ги најдува тие како подпредседател, што нема право да ги поседува. Се не знам, види, Надвор од офис. за тоа треба да ги знаеме деталите на законите. Вчера, како да ти кажам, знаеш, делот ова што гледаме на CNN и на Fox News, американците имаат еден израз се вика infotainment, тоа е кованица од информации и забава. Делот ова е забава. Значи, се разбереме. Ако сакате врвен правник нема од глава сега да ви извади мислење за дело кое што не го видел. А таму имавме политички аналитичари кои што коментираат за правни Имавме дела. правници. Ама без разлика што имаше правници. Тоа е, пази, нагаѓаат. Имаше конгресмени. Конгресмените е друго, значи они зборуваат за политика. Правниците, значи прво не го ни виделе делото. Ние ги вида излегува веднаш. Кога бе 30 кусур страни ги прочитаа веднаш. Ај сега да бидеме. Добро, не, сериозни значи, тимови знаат да ги направат тие. Добро, ама немаше тимови вчера. Вчера имаше, значи луѓе кои што се ангажирани од телевизиите и за тоа добиваат. Значи, за разлика од Македонија, каде што сите нели доброволно се појавуваме на телевизија. За безпарене носат по тие емисиите. Да. Таму е поинаку, кога некој ќе става дека е консултант, за таа работа добива соодветна валоризација заради знаењето кое што го поседува. Сега, имајќи предвид неговото искуство, тој коментира. Или таа коментира. Меѓутоа, не може да кажеме дека, знаеш,
точно ги знае сите детали за случајот. Она што е најбитно, нека долгорочно ова е страшен удар за угледот на Соединените американски држави од делот на промоција на демократијата, затоа што не делува убаво. Опозицијски лидер, што е Доналд Трамп, во моментов се судира со апсолутно не е убаво. Утре за некоја година од сега кога нели ВМРО ДПМН ќе го апси Зоран Заев или Димитар Ковачевски, а доколку сакаат да имаат било каква доверба во иднина од македонскиот народ, ќе мора да го направат тие потези, затоа што очигледно имаме работа не, ама го знаеш мојот став дека јас сум против вака јавно повикување на такви работи, знаеш. Ја еве амерички стандарди следам. Во Америка е секојдневие по мејнстрим медиумите. Сакам да бидам мејнстрим, амерички Джаксон. И верувајте, кога еден ден ќе го апсат Зоран Заев и кога ќе го апсат Димитар Ковачевски, доколку некој го направи тоа, веднаш ќе реагираат од амбасадата на Соединетите американски држави, од амбасадата на Европската унија, дека се загрижени затоа што овие поранешни лидери се апсат. Ама не, еве сега, например, збориме тоа, ако нешто ме нервира во двојни стандарди. Како се викаше овој новинарот на Wall Street Journal што го приведа во Москва, Иван Липчук, сега го приведа човекот, русите, заради шпионажа. Како се викаше? Не ме слушаш? Добро. Како се вика? Тој што го приведа русите за шпионажа на Wall Street Journal. Не сеќавам. Без разлика. Ја мислам дека треба да го пуштат човекот. И дека не е во ред тоа што му го прават. Еве, отворено кажувам. Меѓутоа, ако го кажам ова, го кажам јавно, еве. Русија со тоа што го апси човеков не преубава работа. Не преубава работа ни со тоа што ги затвара медиумите, не треба тоа да се случува. Меѓутоа и ова што му се случува на Асанж па не е убаво. Да, апсолутно. Значи сега не може ти да држиш принцип за ова што му се случи вчера, еве. 100 пати рекоме во емисијата за доказем. Иван Гершковиќ. Значи еве, 100 пати зборевме за овој од доказем се 3 години, што е ова, Велипчо? Да, еве добро да префрлиме. Вчера го следев тој процес. Прво, значи ова беше експресно прво, види. Прво ваква брзина македонска брзина на правда, ваква брзина на правда, особено очигледно има кога некој сериозно ќе ми ја повреди суетата на обвинителите и на судиите или на некој крупен од власта. Крупен од власта. И мене не ми е јасно како е можно на Сашо Мјалков да му ги застареа сите можни процеси. Еве го, секој ден слушаме ова му застарело, оно му застарело за евидентна корупција Зоран Заев да излезе како невин, а на овој несрекник, некултурен, невоспитан и без никакво, како да кажам, познавање ниту занимавање со новинарство, да му бидат дадени вакви казни за навистина гнасни објави. Прво, го следев, ги читав пресудите вчера, значи види, не го поддржува Маријан Доказ, не го смета Маријан Доказ за новинар. Но не може пиратерија кривично да се одговара, тоа е граѓанско дело. Прво треба во граѓанска постапка да се докаже дека извршил пиратерија на одредено дело. Тоа е дело со телевизија Телма, некоја серија, оние ставаха него на портал. И велат дека тоа е пиратерија. Но за да биде тоа пиратеријата не е кривично дело, тоа е граѓанско. Треба Телма да го тужи него. Тоа е прво. Во однос на уцените, да, тоа е кривично дело. И да, оние кои били уценувани го пријавиле и окей, за тоа треба да одговара. Но 3 години чекај малку. Тумач. Ај малку да се во однос на делото кое му го товарат во делот ширење на ксенофобија, затоа што ги критикувал и ги плюкал свештениците од Бигорски манастир. Извинете, Македонија не е теократија, барем според мене. Може би било гнасно тоа што го напишал. Не, ако било гнасно, тогаш се разбере се има тука други работи, ама не затворска казна. Тоа е исто така во делот на граѓанска парница. Монасите од Бигорски треба да го тужат граѓански, да му земат пари граѓански. Не може да е кривично дело ако јас кажам дека
монах некој од Бигорски прави ова или она. Тоа е граѓанска парница. Клевета е граѓанска парница и се сеќаваш ти во твое време кога ти беше министар се направи декриминализација на клеветата. Па мора да се направи Со ясно, огромен со огромна западна поддршка. Е сега делата кои се клевета ги прават да бидат ширење на ксенофобија и расизам. Која ксенофобија и расизам има доколку вие плюкате монах од Бигорски? Ма не е само Значи, тоа. не. Ја мислам дека работата не е. Ја би рекол дека познавајќи како функционира правосудниот систем во Македонија, ова минали неумесно од твоја страна што еве сега. Да. Гершковиќ и Асанж и сите тие се сериозни луѓе со сериозна работа. Ако го чуваме принципот. На крајот на крешната. Овде не станува збор за принцип, овде станува збор за пресметка со еден човек кој не ни знае како да се одбрани, еден човек кој ниту е. Ма не само тоа, еве, чекај се, за мене глупости пишува. И за мене без мене се свашти не, тоа сакам да кажам, значи цениш дали некој држи до принципот според тоа како реагира, нели? Кога треба да даде поддршка за човек кој што буквално од дното на душата има отпор кон него. Така, еве се, друга работа, на пример, еве. Во делот на слобода на вероисповеста, ме разбираш? Точно е, има луѓе кои што не ни одговараат нам и од Македонската православна црква и од Исламската верска заедница и протестантски цркви и така натаму. Ама сега додека не повикува на кривично дело, не можам ја да. Еве сега на пример. Класичен пример за функционирање на правдата. Миленко Неделковски го суде за, се сеќаваш кога беа пожарите во Грција, он навистина изнесе една омраза, го суде за тоа. Затоа што стварно е расизам и стварно е претерана омраза. Но Миленко него осудија на затворска казна, му дадо условна пресуда за тоа. Ма разбираш што сакам да ти кажам? И тоа искрено е, и тоа било малтретирање наменско за да го замолкнат. Или да се обидат да го доведат, не, факт е, сега да се разбереме. Но види, тоа е кривично дело. Да се разбереме, чекај се малце. Се е кривично дело. А Зоран Заев што го наведуваше и Србија и председателот на Србија. Дека е националист. А па не е само тоа, или пак да не зборуваме, па да речеме во дел од медиумите на албански јазик што се зборува за српскиот народ. Каде беа тук? Сега, зошто баш Миленко го издвоја? Пак кажам, како еден пример. Миленко Миленко и за мене знае да зборува глупости. Во ред, ме разбираш. Негов проблем не е мој проблем. Негов проблем не е мој проблем. Меѓутоа, факт е дека целата оваа шарада беше смислена за тие да се докажуваат во нечии очи. Или пак, што си мислеле сами, тај да го седнеме ние Миленко да го преобратиме, условно кажемо. Може да го преобрати со оглед на не верувам. Според тоа што го објавува. Меѓутоа, ајде да се вратиме сега на темава. Ова е вододелница за Америка. Значи, сега се замислам липсо што може да се случува понатаму. Се ставам сега во ситуација во републиканска Америка, замисли се. Миленко пред 9 минути успел да не искритикува дека сме биле same-sex couple. Зошто тоа не е битно. Мислам, логиката не можам да да. Мислам, ако се поведеме според тоа, затоа што ја и ти сме учесници на неговите емисии, па не се сеќам дека имаше некој родов баланс на неговите емисии. Така? Затоа што сум казал мојот партнер. Па да, кога соработувате со некој, тој ви е партнер. Не, па и он соработувал со нас по таа логика, така ли е? Да. Сме биле дел од неговите емисии и во неговите емисии не сме дали една родова вака баланс. И сега вака да бидам искрен, тоа е една од ретките делови од мојата биографија кои би сакал малку да ги модификувам. Не, јас па не, затоа што во тие сесии кога учествував во неговото шоу, беше една прилично интересна група и имаше интересни дебати кои што мислам дека го обогатија македонскиот медиумски простор. Мисля, сега си кажувам искрено. Првите сезони беа интересни, потоа навистина замина тоа во еден сосем друг правец, Боцевски. Но еве, ајде да одиме на ова. Да се вратиме сега на Трамп. Значи, сега се става една ситуација. Ако може од Менхетен еден областен тужител, така? Да. Вака да постапува. Не види, за тоа дали има право областниот обвинител да го прави тоа? Да, има. Да. Но чекај се малце. Ај се замисли се, таму некаде во Тенеси, каде што 90% гласа за републиканската партија,
Некој си обвинител од таму сега може да покрене обвинение против Хилари Клинтон. Не знам За дали имейлите. Џо Бајден може да го опнат како председател. Ќе треба да мислам се- дека можат и ако ужива имунитет. Овако, потоа син му, Хантер, да. да. И сега на што ќе се сведе тоа? Прво на што ќе се сведе правниот систем на Америка, ќе биде за подсмев на целиот свет. Демократијата во Америка на што се сведува на тој начин? Сум живеел види во таа земја, значи не може да се тврди дека Америка не е демократија, не може. Добро. Но Во годините дека има кога види, ти дека има страшни живееше- аномалии, во годините не, во годините кога ја живеев веќе имаше некои влошувања кои што произлегуваат така наречениот патриотски закон. Patriot Law на Act на овој како на се Џорџ вика, на Џорџ Буш. На Џорџ Буш 43-тиот. 41-иот беше татко му, нели? 43-тиот председател. Така што како да ти кажам, ова што се случува ова што се случува таму е лошо за американска демократија, многу е лошо. Се ставаме си правам вака знаеш, тешко е да најдеш преседани, затоа што во 250 годишна историја на една земја предпоставам дека е лесно да се дојде до преседани. Меѓутоа сега ми е малку тешко да дојам до преседани. Овако. Тешко ми е да дојам до преседани. Еве. Ендрю Джексон, например, не бил омилен кај елитите, ама не го суделе, бе, мајко му. Има атентати, не знам, Линколн бил Многу убиен, атентати да. има. Не е само Линколн, и Маккинли е убиен, Кенеди. како председател, Кенеди е убиен, Гарфилд е убиен, Роберт Кенеди. убиен е овакво, значи, се што имало, ама ваква работа, знаеш, се трудам да најдам некој преседан, не, тешко ми е. Не. Вчера јасно беше од сите медиуми сериозни дека ова е преседан во историјата на Соединетите Американски држави. е. И дека никогаш предходно не се случило. И Трамп тоа дури во своето излагање, не знам дали го гледаше, ја го гледам во живо, дури во своето излагање почна, да, ова е преседан, не ми е пријатно ова што ми го прават, но и после почна да објаснува. И во него препознатлив стил, предпознатлив само за него, знаеш, најави дека ќе се свети. И знаеш, Тоа е моментот кој што знаеш вознемирува. И- Затоа што види, како да ти кажам, дури и граѓанската војна во Америка на крајот завршува со некоја форма на амнестија. да, Генералот Ли еден ден нема лежено во затвор. Сега точно он бил изопштен од политиката. Ама еден ден нема во затвор лежено човек. останува да видиме, останува да видиме. Не знам дали ме разбираш. Мислам што сакам тука да кажам. Граѓанска војна има, значи види, нема војна со повеќе жртви во историја на Америка. Втората светска војна нема толку жртви колку што има, меѓу другото затоа што ги бројат едните и другите, нели? Едните и другите се американци. Виетнамската војна нема толку жртви колку што има граѓанската војна во Америка. И кога завршува таа војна, значи мора се закрпат ко нација некако. Точно е. Тие што биле на врвот, понатаму не влегуваат во политиката. Меѓутоа, некој втор ешалон од лидерите на конфедерацијата потоа стануваат и сенатори и така натаму. Затоа што и сега што е ова? Башка што е пораката сега? Очигледно беше дека Трамп не припаѓа на политичката класа во Америка, што се политичката класа сака да каже дека никој што е во незе не може да добро, од друга страна види, има една друга работа за Америка затоа што ние сме премала земја, тие се преголема земја. И сега прашањето е обичен човек од средната класа до каде допира во американскиот политички живот. Она што го велат социолозите и политолозите дека до ниво да речеме на области, тие ги викаат counties, нели на англиски, тоа функционира. На тоа веќе се покажува тој систем на олигархиски црти, заради тоа што нели модерната демократија Добро, подразбира да например, се Александрија Окасио Кортес е пример за нешто спротивно се девојката. без разлика, знаеш, онака сега без разлика, знаеш, секогаш можеш да најдеш ситен таква. Пример е ми текна прво на неа, затоа што секогаш можеш да најдеш ситен пример, родена 89-та, ај се провери, семејство. Родена 89-та од сиромашно семејство. Ај се провери колку нејзини колеги, не можеш да провериш веднаш, меѓутоа провери до вечер, па утре ќе дискутираме. Колку нејзини колеги, условно кажано, си ги имаат купено местото. Многу. Односно, како
деца се внуци, правнуци, чукнувнуци на богато семејство и се кандидираат во изборна единица каде што нивната партија нема шанси да изгуби. Колкумина се такви, така? Затоа што види, модерната политика сега има еден друг ритам. Колку пари треба да собереш за да можеш да се емитуваш на телевизија со реклами? Многу. Колкав штаб ти треба? Изборен, така? Многу. Кој може лесно да допре до таква работа? Така што види, ова се многу прашалници околу американскава политика. Има вакви И примери. лош преседан. Види, пак ќе кажам. Па и Джозеф Бајден не е од некое богато семејство, да речем. Знаеш што ми е најкриво? Ама многу долго му Знаеш што ми е требаше. најкриво? Јако ја растев, овакво, јако ја растев во 80-тите години. Хилари Клинтон и Бил Клинтон не се од богати семејства, особено Хилари е. Не, Хилари е. Бил не е. Обратно. Да? Бил е дете на разведен родител од југот, во нестабилно семејство растен и така натаму, за разлика од Хилари, која што е нешто друго. Бил Клинтон, да, меѓутоа, Џорџ Буш и таткото и синот од кај се? Нафташи. Нема. Не, предходно, пред да бидат нафташи, шо биле нивните? Ајде да видиме наназад фамилијата Буш. Да, робовладетели. Или да не биле. Од овој, они се потомци на овој од позлатеното време, значи тоа се да речеме таа републиканска елита што се создава кон крајот на 19 век. Меѓутоа Рузвелтовци на пример доаѓаат од една фамилија со две гранки. Они се двете различни гранки на фамилијата Рузвелт. Тоа е една фамилија на холандски доселеници која што е една од најбогатите семејства во државата Њујорк до ден денес. Се зборуваме. Меѓутоа, знае да се протне и некој Барак Обама, знае да се протне и некој Бил Клинтон. Понекогаш знаеш онака тоа е некој интересите едноставно. Меѓутоа интересите на кои што тие лежат па се малку. Па и Роналд Реган не е од некоја богата фамилија. Да, тоа сакав ти кажам, Љупчо, она што ми е криво околу оваа работа е што јас која растев, која бев дете, условно кажано, 80-тите години, значи имаше еден асоциацијата со Америка беше асоциација на позитивна. Тие што се помали од мене, може да видат една реклама која што беше 1984 година за реизбор на Роналд Реган, утрото во Америка. Ја мислам нема подобра реклама во историја на политичкиот маркетинг. Нема. Ама добри, Роналд Реган, знаеш, се сега да кажам, таа Америка, знаеш што беше Америка, ние која растевме беше она враќање во иднината, на пример, тоа е. Да им објаснам како изгледало тоа, нели физички. Со Майкл Џи Фокс. После тоа беше, значи имаше еден позитивен дух околу тоа. Знаеш што, вака кога си правам некоја анализа, кога ќе го чуеш гласот на Роналд Реган, дикцијата, формата на глас, знаеш, и кога ќе ја споредиш со било кој политичар од Европа и од англиско говорените подрачје, сега други не може да им ја процениме на германциве дикцијата, пошто ја не го знам тој јазик, ти веројатно знаеш подобро од мене, но значи зборуваме за англичани, за шотландјани, за ирци, така натаму. Кога ќе го чуеш гласот на Роналд Реган, кога ќе го чуеш, кога ќе го видиш тој шарм, начинот на кој кажува вицови. Значи ти нема збор. Значи во однос на јавен настап не види, сите били извонредни. Значи ти не можеш да победиш во онаа земја во медиумска ера без да си извонреден говорител. Знаеш, за говорител да, но полека елитиве се затвараат. Сега вака да бидам најискрен. Ова не го мислам само за Џо Бајден, ова го мислам и за Доналд Трамп. Ова не знам како ќе ме сватат, нели, луѓе, што има и наши што живеат таму. Американци не знаат македонски, не знам дали ќе не чуат. Но ја мислам дека Америка има сериозен проблем со гериатрија. Значи не, па не од сега тоа. Па не од сега тебе, ја ќе ти кажам, ја кога бев во Америка се пензионираше Стром Трумонт. Нека го најдете, кој е Стром Трумонт. Стром Трумонт е сенатор со најдолг стаж во историја на Америка. Колку има? Па не, он кога се пензионира 90 кустор на 102, море не. И сега беше најинтересно кога беше инаугурацијата на Џорџ Буш помладиот, го праша, вика, на колку инаугурации вие присуствувавте како сенатор? Он се насмевна и каже на сите. Се рачуне, прв брак на човеков му е на 54 години. Јас имам 56, значи првиот брак него му е на 56, на 54. Инаку познат по сите, рачунај, Ликов се пензионира 2002 или 2003 од како сенатор,
а му бил против кандидат на внатрешпартиската конвенција на Труман во 48. Знаеш што кој е Саглан? Не ја даваме сегрегацијата. Сегрегација сега и сегрегација секогаш. И сега ке речат овој лудак, ваков, таков, нели за сегрегација. Истиот човек е прв сенатор во историја на Америка кој што зема црнец Стафер. Само да знаеш колку е комплексна Америка од Јужна Каролина. Што се случува? Умира тој, распределуваат наследство, а тој би имаше таква една малце црта така. Панчо Мино. Не, таква една црта, како да речем, благо расистичка, еве. Умира тој и испаѓа дека во наследство што го даваат имал вонбрачна ќерка црнкиња. Ајде. Како имал односи со даделката на неговите сестри, родила таа дете и овој цел живот го издржувал детето, на крај дава наследство. И овие, нели, од Нью Йорк Таймс, Вашингтон Пост, наоружени, еве го најдовме, сега ќе отидеме во Јужна Каролина, сите се срамат од него, зашо ова го направил. Одат во Јужна Каролина, шо да видат? Јавна тајна, сите знаат дека ќеркава постоела, дека овој ја гледал и така натаму. Се пази, сакам да кажем комплексноста на Америка да ја разбереш. Да, и пази, тој човек го ангажира првиот црнец Стафер во својот кабинет. Не, мислам, не нормално е друга димензија, во друга димензија таа земја. Но не, зборувам сакам да ти кажа, и се за таа геронтократија постои таму сенатор види. Не, остаги сенаторите на Значи ја ти ги дам. Еве Бајден колку е стар да знаат. Бајден ја водел делегацијата на Соединетите Американски држави на погребот на Тито. Тоа е најубаво. Еве, отприлика. Значи можеш да замислиш. Јас сум имал тогаш 3 години. А тој веќе бил конгресмен. Ја не сум бил ни мислам дека не е сенатор, мислам дека е само конгресмен тогаш, а може веќе и да е сенатор. Еве го до ден денес. Значи невидена работа. Да, исто. Види, меѓутоа има и некоја логика, затоа што пази во една комплексна земја за да дојдеш ти до тие позиции. Да, но знаеш кај е проблемот? Тоа го гледам и низ примерот, вчера го гледав и види, имавме Григоров колку години имаше јавно обраќање и Џозеф Бајден. Па не, Глигоров е колку нив, они што се сега Глигоров, која беше сите која му се смеевме. 90-ти, која беше председател, која го избра Григоров беше младиц за овие 20, сега да се разбереме. Не бе, кај и он беше над 80 веќе, мисля, че. Не бе, човече, он беше... Он умре на... Да. Он 80 беше 2000-та, кој веќе не беше... Малку нетипично, нели, да. Но што е работа со двајца, значи... Младиц, вика беше. Младиц. Тоа е терминот. Да. Проблемот со овие двајца е што ја ги следам, знаеш, цело време. Вчера го гледав и Бајден и Трамп цело време некако како да се одлепени од она што е реалност, реален проблем на американциве, заглаени су некој тотално различен, знаеш, филм, сериозен проблем. Например, некој ми се особено за тоа што нели во Македонија десничариве мислат дека многу разбираат. Овој што кажа Сторн Тормонд викаат последната нева кампања која прави, они имаат зрели вака 93-4 години. И вика им приоѓаат луѓе да се поздрават со него, почнал да ги меша, да речеме, внуците и дедовците, внуките и бабите. Типот кај си бе, не си, не ден си почина, баба ми беше, јас сум. Сакам да кажам, не е виц, вистина. Сакам да кажам дека имаат, види, меѓу другото, понекогаш е па тешко и да се откажеш, пази. Зашто партиите во Америка, кога имаш име кое што е познато, овакво, лесно е да те реизберат. Башка, види, ќе ти кажем една ситуација да мои пријатели македонци во Флорида, не за сенаторот, него тој што ме представник, тој што ме пратеник од нивниот пратенички округ. Си гласаат редовно за него, зошто? Затоа што има проблем некаде се затвори нивново барање за државјанство. Американско. И ми избркал работа. Му напиша писмо, после месец, да речеме чека 2 години за државјанство, после месец дена добија пасоши. Од тогаш си гласаат и сакам да кажам дека и види и таа работа треба да живееш со нашите пратеници. Во смисол, кога некоја услуга што ја дава федералната власт еускратена на луѓево, тие знаат да се обратат кон пратеникот, тој што ги застапува. Па тој ќе напише писмо до агенцијата и вика у писмото: ми се обратија мене тие, нели, и ми вела дека не сте ме пружили услуга. Што е работава?
Ајде да видам некој да не му одговори на представник на Исто американски. кога сме кај тие од американската политика кои имаат возачка за диносаурус, да не го заборавиме и Берни Сандерс. Исто е во таа екипа. Па и Хилари веќе е во таа екипа се. И бил То се дама е Хилари, за Бил ќе збориме, Хилари се пак дама е сега. Абе добро, Да не. генерација биле на кажи го да на Ја токму на затоа Јели беа, на каде беа? Нели генерација се собил? Токму затоа провоцирајќи Бил е беби бумер 46-та. Токму затоа провоцирајќи ги сите македонски десничари кои многу се разбираат во американска политика и оние од левицата кои не се разбираат во американска политика, исто така јас си кажем, за мене председател на Америка треба да биде Александрија Окасио Кортес, 89-та родена девојка со млади погледи, девојка која ги живеела животите. Добро, ма знаеш дека тоа нема да се случи, мислам. Девојка со огромни интелектуални капацитети. Не знаеш дека тоа нема да се случи. Зошто? Нема шанс. Кај? Прва жена и прв хиспанос во исто време. Нема да се случи, мислам, затоа што во моментов едноставно е незините погледи се погледи кои што може да ја изберат во незиниот округ во Њујорк. Ама нема шанси во Америка. Не Да, и види една друга работа што еве ќе им кажеме и на левичарите да ги разошараме. Значи Америка е една длабоко конзервативна земја. Да. Кој ја гледав онаа статистика на атеисти, Не на атеисти, Посвет- види една главна статистика. Ајде. Собери колку луѓе идат во Америка, во Македонија, во недела на литургија и во петок на џума. Така? Еве двете седмици заедно да ги собереме. Као процент. као процент. И види колку луѓе идат редовно во црква во Америка секоја недела. Ја мислам дека споредено со нас Америка е Шведска е фундаменталистичка земја, па Америка. Мислам, зборуваме ве за таа статистика. Некој се изјаснува дали е христијанин или ваков или онаков. Еве, кој едноставно нај малата работа што треба да ја следи еден верник, нели, да иде на литургија во недела, на џума во петок во Македонија, така? Спореди ги тие бројки со Шведска е фундаменталистичка земја, Америка па бетер од не знам што да кажам. Ивица, одиме со Ајде. еден блок на реклами по кој се враќаме со македонската политика да одговориме на прашањето кој е пеколниот план на Христијан Мицкоски. Се враќаме на домашно тло, Ивица. Ајде. Доста беше Америка, која е далеко и веле се Како ходиш беше? пешки. Америка, земја велика. Да, одиме со во последните неколку денови ВМРО ДПМН направи еден интересен политички потек. Политички потек кој привлече внимание, но и привлече молк, предизвика молк кај СДСМ и ДУИ, кои како за чудо сега не знаат како да одговорат. Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, ја фрли ракавицата и вели: немаме проблем бугарите да влезат во уставот по хрватскиот модел кој вие го предлагате, но тоа ќе значи и дека ќе го прифатиме хрватскиот дел, Македонија да биде држава на вековниот стремеж на македонскиот народ. Не е само тоа. Прво види, хрватската преамбула почна во 7 век. Што значи дека ако направиме паралела, нашава треба да почне со склавиниите и Хасони Пребонд. Па не мора да значи се, тоа е стварна дебата. Не, да речеме, окей. Може. Ова е неспорно. Ајде ова друго уште го дискутираме, така? Но ова е неспорно. Склавиниите, што го напаѓаат нели Солун, кнезовите Хасони Пребонд, то таму тргаме. Може и, Па до може и да тргнеме и од Пердика први. Има тука различни толкувања на оваа не работа. дај да видиме тој од Кенија што излегол, што дошол овде. Значи да се разбереме сега. Чекај, Ова не, славоцентрично твое толкување има тука луѓе што не го прифаќаат во држава. Тоа е неспорно. Тоа е другото е предмет на дебата, ова е неспорно. Дека извориштата на Чеки сега со Бугарија го спориме тоа. Добро, не да го се спориме, разбере. со нив. Не, Тоа е тоа, да. во однос на тоа чива држава е Македонија,
Со Не, ова чекај сега да се разбереме. Значи, од каде излезе целата дебата? Целата дебата излезе од упорното повторување на Али Ахмет и Артан Груби и Бујар Османи од една страна, како најбучни, и Ковачевски. дека треба да се прифати хрватската преамбула и дека немало проблем тоа што бугарите биле во хрватската преамбула, така? Од друга страна, кој беа Ковачевски и Маричич и тие, па дури и овој, како се вика, министр за правда сега што е од натаравари партијата и тој почна тоа да го зборува, само што го избра. И сега, како да ти кажем, не може да споредуваме баби и жаби. Ако ја... Или што би рекол Вук Драшковиќ, let's not mix frogs and grandmothers. И кога го гледале американци, што сега да каже човеков. И добар англиски имаше во Драшковиќ, се може би тоа во некои рани фази, меѓутоа подоцна да. Подоцна и за него, ако сакаш, може да зборуваме, а се друго зборуваме, така. Сега, реакцијата мене ме изненади. До вчера се повикува на хрватска преамбула, сега од еднашка се најдува нешто погодени. А во не се најдува ќутат? Не, ќутат од ДУИ и од СДСМ, а од Алијанси и од Алтернатива постапуваат по народната 100 стапа по туѓ грб не было, така? Значи, што поточно е хрватската преамбула во овој дел со чива држава е државата? Не, види, од која на крај ќе се заврши тој уставен развој кој што иде од хрватските кнежества од 7 век преку пакта конвента хрватско-маđarска. До СХС го спомнуваат. А пакта конвента инако е мит, не постоело. Добро. Не е битно. СХС не само се што има хрватска бановина на Мачек и многу интересна е формулацијата и по тоа се гледа дека озбилно е правен. Да, дека сериозно е правена, каде што НДХ прво не се спомнува со полното име и се спомнува дека во извориштата дека современа Хрватска настанала од отпорот против НДХ, кој што хрватскиот народ го води заедно со другите народи, со земјското антифашистичко вече, значи земското антифашистичко собрание за народно ослободување на Хрватска и така натаму, значи пази. Тоа е нашиот аснум. Да, тоа е нашиот аснум, ама од таму извор не од. Добро, и на крај финализира со тоа што ние треба да го преземеме сега. Не може све треба. Добро, тоа што ние сега Хрватска е национална држава на хрватскиот народ, како и на малцинствата и се бројат сите. 22 групи се. Еве, и јас прифаќам тоа, и малцинствата се стават сите земји од Европска унија, туку тие малцинства независно имало естонци, летонци, литванци, стои да се. Ако наброи ги, треба да става тоа што го има. Сите од Западен Балкан, турците нормално би ставил араби, сирици, свеживо. Значи ерменците апсолутно, грузици, овие белогардејци, русите и украинците. Ќе ги ставиме сите. Има, да. Југословени, нели? Сите би ги ставил. Сега. Тоа значи дека албанците во Македонија по хрватски модел кој самите го заговараат, од конститутивен народ ќе станат малцинство, односно се враќаме во фаза пред рамковен договор. Не, сега, да, значи ова е поништување на рамковниот договор. Ама они го бараат. Да, знаеш. И сега не мислам дека со ова се запре таа дискусија затоа што Македонија има своја уставна историја, варете тоа. Не, знаеш кај добар овој потек, некој говорам од националистичка гледна точка. Значи ова го говорам чисто од политичка гледна точка. Постојано албанските политичари, не албанците се прекрасни луѓе. Овие националисти од ДУИ од другиве партии постојано велат вие македонците треба да попуштите за иднината на Македонија. И ние стално попуштаме. Рамковен договор, еви рамковен договор. Територијална поделба, еви територијална поделба. Промена на име, еви промена на име. Ајде еднаш и вие попуштате. Знаеш како? Кај ништо од ова што го зборевме немаше еве. Немаше еве никаде, неше секаде имаше јасен отпор. Меѓутоа, но види, ајде сега, вака се. Ајде сега они за прв пат нека попуштат. Сега види за да се жртвуваат за европската иднина на Македонија. Тука, еве ќе ти кажам веднаш дека Македонија си има една своја уставна врвица, која што дојде на докај што дојде и сега работата е
дека под притисок на друга земја треба да се направи промена која што не е соодветна. Јас дискусијата околу ова заврши. Значи се виде плиткоста на аргументите на власта. Значи се виде дека тие немаат аргумент. Суштината што е? Суштината е дека Бугарија се обидува со злоупотреба на европската интеграција да ги реализира целите кои што не ги реализирала за време на Втората светска војна во Македонија. Еве ова е суштината. И ова е проблемот. Значи, елементарен факт е. Во Втората светска војна во Македонија се водеше народно-ослободителна борба врз тие основи израз на современа Република Македонија. Тоа е тоа. Значи, Бугарија тоа, ако ја признала Република Македонија, ќе ја призна и ова како факт. И тоа е проблемот. Не е проблемот доколку сака да има не е проблем, не е проблем дали бугарите се устав се во и доколку сака Бугарија да имаме било какви добри односи, првенствено пред се треба тоа да почне со извинување за она што се случило во Втората светска војна. Еве ја им предлагам и место, може да е Туваташа, Кавадац е убав град, ќе ги пречекаме убаво да дојде кој ќе биде таму премиер, председател, небитно, да се извини, да каже ова е едно лошо поглавје од бугарската историја, бугарскиот народ се приклучи на антифашистичката страна и го победи ова, ви се извинуваме за злоделата кои бугарските униформи ги историја овде. Во моментот кога тоа ќе го направи Бугарија, потоа односите добри сами ќе дојдат. Исто како што рейтингот на Александар Вучич и на Србија се подобрија за значителни проценти следниот ден, откако Порфирија дојде во Скопје и ја призна Македонската православна црква. Кога Вучичот иде во Сребреница, па текна на тој чунисто. Тоа ше голема работа. Значи, во моментот кога тоа ќе го сторат, во Македонија никој нема да им пружи отпор, во Македонија никој нема да ги мрази, во Македонија никој нема да гледа со сомневање кон нив. Кога ќе видиме искреност од таа страна за она што се случувало овде. Наместо тоа не имавме ситуација во која колегата... Не, наместо тоа имаме ситуација кај што Раде вели дека требало да се случиме со историската вистина дека биле дискриминирани, прогонувани, не знам, убивани. И како рече они Пендиков убиваат бугари по улици. Па како не, види, прво како не им е срам таму на луѓето кои што работат во медиумите да го пренесуваат тоа. Ако дојде некој овдека, да речеме, и тврди дека во Грција убиваат македонци. Кој убија? Ќе прекинеме емисијата веднаш. Ќе му кажеме извини, ти збориш за нешто што било пред години и години. И не само тоа, и тоа иде против легитимните барања на македонците во Грција. Ти кога ќе претераш со глупости зборување, тоа иде против. И сега треба да збориш за елементарни факти. Кој елементарен факт е? На царкњаш со што му искршиле колата. Тоа е прогон. Државен прогон, така? Дали е државен или некој тоа го стори? Не државен е, извини. Атмосферата за тоа се случи создава државата. Дали имаше акција после тоа? Немаше на грчката држава. Значи, се храбри тој чин. Дискриминирани се. Се храбри тој чин, дискриминирани се, види. Липчо. Но има и други примери кои се по-позитивни, да речеме, веќе може во грчките сега јако е геец, почнемо да зборам во грчките медиуми, веќе се надзири програма на македонски јазик. Веќе на ера 2. Нема. Значи види. На ерата 2 има промоција на македонската музика. Нема. Ама и вице сега го гледав тоа. Нема. Значи тоа е како некоја си знаеш екзотика. Не споредува со што гледаме кај нас, извини. Тоа е, знаеш, кој сега да кажеме дека у Македонија, не знам, да пронајдеме дека некоја група таму постоела јазична кон крај на 19 век и може би преживела еден од тоа или како што беше оваа приказката со таа медарката во кејуруците. Тоа така нешто знаеш онака. Ама не зборуваме чека во Македонија има цела редакција на цел канал има на албански јазик, цела редакција на турски јазик, на влашки јазик и така натаму. Исто позитивна ова центаров за македонски јазик што се отвори во Лерин. Ајде заврши тоа. Па нема еве судот не го укина. Ајде чека има апелација. Има тука. Добро, не, до сега работи одат во еден добар правец. Ајде видиме како ќе заврши тоа. Огромен исчекор е. Но нема споредба, види.
Споредено со тоа што го прави Македонија за сите малцински групи нема споредба. Па во Македонија Нема споредба. согласно уставот не има малцински. Не, има делови од народ, тоа се малцинства сега. Можеме да ги прекрстуваме како што сакаме. Проблемот е што малцинство звучи умаловажувачки, во ред, окей. Ке го наречам пена. Малцинство е статистичка категорија, не е политичка сега. Не, тука сме се сами така, сум го зборувал тоа со тебе, например, како вика србите, со ништо не предизвикани, во 89 година во Македонија се избриша од уставната дефиниција албанската и турската народност. И се направи проблем што трае до ден денес, еве. Дефиницијата на Македонија од 1974 година до 89 година беше дека Македонија е национална држава на македонскиот народ, запирка, како и на албанската и турската народност во неја. Тек на 89 година го бришеат. А кој го избриша тоа? Во собранието на Социјалистичка република Македонија, видите, тоа беше период на една Бранко тогаш пратеник е, да. Не. Тоа беше период на една националистичка еуфорија во цела бивша Југославија, она кога го враќа Косово Милошевиќ, ве гледаме како го врати, нели? И во тој налет се случи и ваква работа. Сега гледаш таму дека паметни луѓе од Македонија збореат не ни треба ова. Зошто го правиме ова? И види, кога ќе го избришеш неколку народност, бара да се врати ко народ. Не, да. Акција, реакција, трет Ньютонов закон во политика, да, но па еве се вака кога ти волку ќе го понижиш македонскиот народ, и македонскиот народ ќе реагира се. За нас важи акција, реакција. А ние сме понижени. И од каде е понижувањето? Понижувањето е види затоа што еве не беше добро за соживотот. Она топтан конституционалното гласање на сите пратеници албанци во македонското собрание за промена на името. Па не само тоа. Ние вчера овде го имавме единствениот пратеник, припадник на малцинство, кој не гласаше за промена на името, тука го имавме и еден, друг не постои. Од било кое малцинство. Тоа е позитивен исчекор. Само еден имаме. Од сите малцинства во оваа наша богата Македонија имаме само едно малцинство и еден пратеник кој гласал против промена на името. Тоа е, знаеш како едва да чекаме да го понижиме мнозинството. Тоа е единствениот припадник на малцинство во Македонија кој гласал против промена на името, се вика Иван Стојковиќ. И доаѓа од Демократската партија на Србија. Истото се случи кога дојде оваа преговарачката рамка со ЕУ. Беа надгласани по втор пат македонците. Па не е во ред, бе, Лјупчо. Мислиш за францускиот предлог? Да. Добро, не беа надгласани. Како не беа? Не беше со 40 и колку пратеници. Македонците беа надгласани. Да. Малцинството македонци со еден србин и со сите малцинства ги надгласа мнозинството македонци. Сега. Тој комплекс полека кај македонскиот народ. Политиката, почитувани слушатели, за жал е тоа што не се имаме читано многу, кога кажеме комплекс, вие може се навредувате, но во политичката психологија комплекс значи нешто сосем друго од што значи комплекс во вашиот личен живот. Така што не се навредувајте, но овој политички комплекс на македонскиот народ може да се развива во еден значително трустен правец. Гледаме дека се разви. Не. Гледаме. Не види, јас на пример сега се шокирав. Сум ти го кажувал тоа како пример. Не само на едно, на неколку места бев во друштво со мои хиперлиберални вака пријатели. Во однос на сите прашања. И одеднашка слушам дека таму кога станува збор за меѓуетничките односи во Македонија се употребува еден погреден назив за албанци. Од тие луѓе никогаш во живот немам слушнато тоа да се помисли па да се каже. Не бе, види вчера. И тоа ме види вчера. Мора ти кажам, ме шокираше. Еве ме знаеш, се знаеме. Да. Во приватни разговори се присуствувал. Ниту им намера било кого да го наведа. Меѓутоа, од мои пријатели кои што исто така се однесувале, еве ти го гледам едно поинакво однесување. Еве ти го политичкиот комплекс. Ке ти го изразам сега. Еве еден пратеник од малцинството кој гласаше за промена на името се вади, вели имаше и еден пратеник србин од СДСМ кој гласаше за
за Но добро, па за рековме, промена, рековме, еден пратеник гласал, еден србин рековме. Да, we don't care. Не, имало еден и што гласал за промена. Добро да немец. знаеме, ама окей. Рековме еден не гласал. Ама да, само еден не гласал и тоа е тоа. Во однос на друга на друга димензија. Баш околу овој политички комплекс. Вчера имаше пуштаа во употреба и тоа СДК многу убаво го објасни порталот. Вчера пуштаа промоција табла за почеток на работата на коридорот 8. Да, гледавме тоа. Значи, имаше табла. Така, тоа е пат што треба да се гради, но освен табла не видовме ни багер, ни камел темелник. И веројатно, почитувани слушатели, овој коридор ќе се случи, ќе се изгради исто колку што ќе се изградат оние фабрики за електрични возила во Тетово. Значи, да. Нема да се случи, но вчера на овој настан кој на отварањето на оваа табла имавме една Парањето на оваа табла, да. Па табла, нема ништо друго освен табла. Имаше една ситуација во која во прв ред седеа 10 политичари од ДУИ и Димитар Ковачевски и во втор дел седеа 5 политичари од ДУИ и 5 од другите албански партии. Извинете. И напред нормално во прв ред се извинувам 9 политичари од ДУИ, американската амбасадорка ја заборавив, Ангела Агелер и Димитар Ковачевски. Ова не е сликата за Македонија. Не чека се. Ова продолжуваме ова Вчера имало еден друг инцидент таму за кој што никој не јави. Тоа е Значи на Косово помеѓу пустено кажано националистичката јавност се некој слоган се употребува, демек Вујко работата е завршена. Однесувајќи се на овој Адем Јашарин или кој што беше еден од лидерите на УЧК убиен од србите. Да. Као жена маскирана. Не знам, не е битно. Добро ги знам тие детали како бил убиен. Не е битно, меѓутоа вели Вујко, нели, како беше работата е завршена. Говорот свој Артан Груби го завршува со тие зборови. Вујко, работата е завршена, председателя, работата е завршена. Која работа е завршена, Артан Груби? Што сакаш да кажеш? Албанија е обединета? Косово е обединета? Што сака да каже? Го кажува тоа пред премиер на Македонија, не реагира, пред американска амбасадорка не реагира амбасадата. А чекај бе малку. Значи, еве, до крај ќе бранам граѓански принцип, ама нема да бранам национализам. Точно оштар сум кога ќе видам беспотребен национализам од страна на мојот народ, македонскиот. Да бе, се карам со тебе. Која ја имам според тебе беспотребен национализам, се караме на Сабајле. Да, ама што е ова? Ивица, ова е... Не, те прашам, што прави... Значи, што прави? Чекај, како може оваа провокација... Не, зошто не реагира амбасадата? Ја ова го слушам... Зошто не реагира владата? Ја ова го слушам сега од тебе. Срамота. Значи, премиерно, овде, имам по паметна работа да ги следам тие, но ги видов само слики, бе. Самиот одраз на тоа кој седи таму и како е поставен, Нема шо е пораката. прикажува една погрешна слика за тоа како изгледа Македонија. Македонија изгледа различно. Во Македонија вие... Не само тоа, како го наречува коридор Али Ахмети? Како? Национален прстен, што ги спојувал демек трите центри, трите главни градови на албанците. Тетово, Приштина и Тирана. И таму да седат луѓе кои не ја представуваат сликата за Македонија. Тој пат се гради со даноците кои ги плаќаат во Виница, со даноците кои ги плаќаат во Штип. Не бе официјални лица. Тој пат така? се гради со даноците кои ги плаќаат во Струмица, така во Битола, во Прилеп. Така е. Ако сакате, еве, сега ќе бидам искрен, тој пат се гради со даноците кои се плаќаат во Кавадарци, град број 1 по придонес по данок во Македонија по глава на жито. Број 1 е моето Кавадарци, како град. Кавадаречките даночни обврзници, најбогатиот град во Македонија, највредниот град во Македонија, градот со најмногу фабрики, градот со најмногу предприемништво, Што нема пристап до автопат. што нема пристап до автопат, им го плаќа на овие орди
од места каде што нула е прилив од данок, од општини каде што Се не можеш да кажеш Орди, чека, Орди не можеш да кажеш. нула. Тетово, знаеш колку е поголемо од Кавадарци? По број на жители. Знаеш колку поише поубави коли има од Кавадарци? Зошто тоа не го гледаме на даночниот лист? Зошто не го гледаме тоа во прилив по данови? Ние им го плаќаме тоа. Не го плаќаат тие. Тоа е со наши пари. Градот каде што има најмногу странски инвестиции, градот каде што има најмногу вработени, градот каде што најмногу ДДВ се На плаќа. што личеше, ево, да го ставам сето тоа на страна. На што личеше национализам вчера? На што личеше? Национализам платен со нашите пари. Не, Со не. парите на жителите на општина Аеродром, каде што исто најголем дел македонци, најголем дел од IT сектор, најголем дел извозно ориентирани, најголем дел кои работат по странски компании. Ние го плаќаме тој автопат. Од оваа компанија данокот што го плаќаме ние, од тие пари се гради тој автопат. И таму мене ќе ми прави шоу Артан Груби, а Димитар Ковачевски таче, си молчи. и не само што молчи, претходно говори дека, цитирам, во Источна Македонија премногу се вложувало, Западна било оставена Тоа не е така. нормален што зборува, бе. Па не е нормален што зборува. Дали се прошетал во Источна Македонија да ја види таа тага? Не. Дали отишол во Радовиш да види што се случува? Дали отишол во Виница да види што случува? Дали отишол во Валандово? Дали отишол во Малешевијата? Дали отишол во Пијаничкиот регион? Дали отишол во Штипско? Еден автопат што го изградил Груевски, што им ги реши проблемите на сите овие луѓе до Скопје да доаѓаат. Почна автопат и од Кичево до Струга, така? Да. Не само тоа преговараше за целиот тој коридор да се направи. Преговараше човекот. Спорно ли е тоа? Не е спорно. И оној, не, она што ме револтира мене е што прв потпредседател на влада со еден етнички триумфализам и еден шовинизам настапува на настан. Која Што е е присутна американска амбасадорка и премиер на И државата. не само тоа. Срамот. И не само тоа. Срамота. Која е одговорноста на Димитар на Артан Груби за патишта? Тоа е за политички систем. Не знам што е тоа. Замисли ситуација која беше претходната влада. Да се случеше ова. Не, Демир Капија Смоквица не го отвори, требаше да го отвори владата на ВМРО да помене. Замисли да кажеше тогаш, не Груевски, кој Пешевски Владо. Владо Пешевски да каже дека овој пат придонесува кон обединување на македонскиот народ, затоа што побрзо ќе стигнуваме до нашите браќа во Егејскиот дел на Македонија. Замисли што ќе се случеше. Уште па тоа да го кажал пред американски амбасадор публика. Прав паралела. Мене пријатели од Кавадарци ми пишуваат, Лјупчо вика, после толку години тебе конечно ти текна дека си Кавадарци. Добра. За прв пат вика да не одбраниш, не дека конечно ми текнало дека сум Кавадарчанец, но некои работи едноставно веќе не може да се премолчат во оваа земја. Постои диспаритет, постои не може некој да работи, а друг да ги срка плодовите. Не може, едноставно не може. Не, Доста дека е беше. потребна и таму потребна е, да, дека тој пат е потребен, дека требаше да се изгради, треба да се изгради. Ама дека треба дека види, дека не, во ред треба. Треба Кој ќе си научат да си платат даноци, треба. кој ќе научат да си платат даноци, ќе им се изгради патот, треба да се ништо изгради, против. Јас сум Кога за ќе го сега да се платат, изгради, тој да. плат треба да се плати, не може ја да им го плаќам не. Сите ќе ја платиме, тој пат Не, нема може од сите. Скопје да се стигне до Охрид. Во Но добро. ситуација кога ќе си плаќаат даноци, ќе им се направи пат. Мнозинството од албанците се чесен да си плаќа даноци, факт е тоа. У даночни листи тоа не го гледаме по придонес. Кога рачиново нула Она даноци. што сакам да кажам, да, рачиново не е екземплар зашто е мала општина. Меѓутоа, сакам да кажам друго, дека треба да се направи тој пат, треба да се направи тој пат, дека тоа е инфраструктурен проект, да, инфраструктурен проект. Дека не поврзува со главниот туристички центар во Македонија, поврзува, дека не поврзува со соседна држава, да, не поврзува. Ама дека треба некој да ми продаде мене етнички национализам и шовинизам. Не може тоа. Еден ми пишал, мистик, Лјупчо, ти си прав ВМРО-ец, не сум ВМРО-ец. Одбивам да се декларирам како ВМРО-ец, сосем различна идеологија од нив, јас сум само искрен и реален македонец. Ништо повеќе од тоа.
и горд сум што сум македонец. Не влечам корени од Александар Македонски по се изгледа, но припаѓам на еден честен народ, на еден доблесен народ и на еден народ кој постојано претрпува за доброто на другите. Еден народ кој конечно треба да стане да нози да рече доста е. Enough is enough. Ова е наша земја и ваша е, да, но ова е наша земја. И нема да не злоупотребувате. Ја не ја гледам тоа наша и ваша, наша е, на сите што живееме. Не знам, Артем Груби не ја гледа, он на Вујко му од Косово му дава извештај. Ако е негова земја оваа, а не е, ако е негова земја, тогаш треба малце поинаку да размислува. Ивица, одиме полека да завршуваме овутро. Црвениот телефон ни зазвани, почитувани слушатели, се шегуваме малку. Останете со фреквенцијата 107,4, драги мои, слушајте Лидер FM и не заборавајте да ја сакате државата и да плаќате даноци, затоа што Артем Груби и Таче треба да прават патишта и да дават извештаи на Вујкото од Косово. Денес е 4.5.23. Јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ова утро техничката реализација беше на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.